Добре дојавте во Актуелна тера, еве ги вестите на денот. Талески за стадионот се гради со пари, а не со општа љубов. Заради менталитетот нема медијација. По 12 години отворен базенот Овечик. На Меджитлија проблем со минувањето на границата заради штрајкот во Грција. Пропадна и вториот повик за продажба на ФК Пелистер, исто како и на првиот немаше интерес за купување на акциите. Денеска до предвидениот рок 13 часот до општина Битола не пристигнала ниту една понуда на јавниот повик кој беше огласен на 2 јули за продажба на акциите кои општината ги има во овој фудбалски клуб. На тендерот не се јавил ниту еден понудувач, иако од општината велат дека 2 дена пред тоа двајца потенцијални купувачи покажале интерес. Оттаму не исклучуваат можноста за нов тендер. Трет по ред јавен повик за продажба. Првиот беше на крајот на јуни, кога исто така немаше заинтересирани за купување на ФК Пелистер. Остануваме на оваа тема за стадионот. Управата на ФК Пелистер може најдобро да одговори за одлуката на ФФМ да забрани прволигашки фудбал под Тумбекафе. Вака Талески денеска го коментираше потегот на Федерацијата, а за стадионот во Битола, за кој општината работи проект, вели дека се гради со пари, а не со општа љубов. Да, мислам дека тоа најдобро може да го одговори управата на фудбалскиот клуб Пелистер. Едноставно ние сме поддржувачи, финансиски ги поддржуваме, никогаш досега, значи од почетокот, сега и понатаму немаме во план да се мешаме во спецификите, во одлуките на управата. Едноставно условите кои што ги бара ФФМ треба да се исполнат. Доколку тука треба да исто така да биде на некој начин вмешана општината, стоиме на располагање, ние своите проекти ги тераме. Знаете дека општина Битола е 100% акционер во фудбалскиот клуб Пелистер и знаете дека сме единствената општина која што изработи проект за изградба на стадион. Следните фази очекуваме исто така не само пред ФФМ и пред останатите љубители, поддржувачи и тие што го сакаат стадионот во Битола да го изразат тоа во бројки. Значи, доколку не го изразат во бројки, без разлика во која валута ќе се одлучат, значи таа љубов е општа и е насочена некаде некому непрецизно и неточно. Ние нашиот дел го тераме, се разбира дека со завршувањето на ревизијата на проектот ќе почнеме и конкретно да се занимаваме со изнаоѓање на начини како да стигнеме до целта посакувана за сите нас во Битола. Бразилскиот шок е топ тема после ноќешниот пораз од Германија со 7:1. Бразилските навивачи избеснаа по поразот од Германија. Срамниот пораз на Бразил во полуфиналето на светското првенство против Германија не беше прифатен најдобро од домашните поддржувачи. Некои од нив го напуштиле стадионот уште на полувремето. Најверните останаа до крајот со солзи во очите, а имало и такви кои правеле проблеми за време на надпреварот. Како што соопштуваат бразилските медиуми, воената полиција употребила уапсила повеќемина навивачи за време на надпреварот. Полицијата употребила солзавец врз навивачите, кои брзо одговориле со камења и молотови коктели. Цел на незадоволните навивачи била и бразилската претседателка Дилма Русев, која е навредувана, а немирите се прошириле и во другите градови. А германците во Транс повеличествената победа над фудбалерите на Бразил. Германската спортска јавност е во Транс по победата на репрезентацијата во полуфиналето на Мундијалот во Бразил. Германија во првиот полуфинален меч на светското првенство во Бело Хоризонте го декласира Бразил со 7:1. Седмо светско чудо е насловот на угледниот Франкфуртер Allgemeine Zeitung. Ова беше надреална историска вечер во Бело Хоризонте, вечер која во историјата на германските настапи на светските првенства ќе биде запишана како ниту еден друг настан. Секако ова не беше финале, но кога во полуфиналето на светското првенство домаќинот кој е петкратен светски првак ќе го декласирате со 7:1, можете да кажете дека сте направиле нешто неверојатно. Зи Deutsche Zeitung за херој на надпреварот го прогласи Тони Крос, за кого вели дека е збир на Чави и Иниеста. По асистенцијата за 1:0 ништо не беше како претходното. Бразил не беше Бразил, а Крос веќе не беше Крос, стана мешавина на Чави и Иниеста од нивните најдобри денови. Позади успешното од земените топки, а во нападот уште поуспешно ги делеше на соиграчите. Билд пишува: по традицијата е подиректен во насловот: ви благодариме, ве сакаме. Во Актуел толку за и околу стадионот, толку за и околу светското во Бразил. Сега за капењето. По 12 години отворен базенот Довлеџик. Со лиценцирани спасувачи на 4 пункта ќе се следи безбедноста на капачите. Неделава треба да профункционира чанковите,
за месец до 2 и кафеаната. Оливера Михајловска. По повеќе од една деценија, денеска официјално пуштен во употреба базенот Довлеџик. На вчерашен ден ја добивме дозволата и од Центарот за јавно здравје дека водата ги исполнува сите потребни услови за капачите. Објектот го обезбедуваат лиценцирани спасители од Црвен крст Охрид, единствената институција во Република Македонија што издава лиценци за спасители. За влезница од 60 денари, секој ден од 10 до 18 часот, битолчани ќе може да се разладуваат на ова место кое во минатото важеше за собиралиште во летните месеци. По долг период јавното предпријатие Стрежево ги санирало штетите од забот на времето. Пред една недела го издадовме и ресторанот Довлеџик, што значи каде за месец-два ќе започне и со работа, тотална реконструкција се врши на базенот. Наредните денови очекуваме да биде завршена работа по стапката со издавање на шанковите околу базенот, што значи за нецела недела ќе почнат со работа и шанковите околу базенот и ќе имаме целокупен продукт за продажба на туристите. Терените за тенис и за кошарка оваа година ги ставаме во употреба на граѓаните за бесплатно користење. Тие се целосно обновени. Долг 170, широк 70, со најголема длабочина од 2 метра и 20 сантиметри. Базенот Довлеџик е подготвен да ги прими првите капачи, велат од јавното предпријатие Стрежево. Беше во катастрофална состојба. 12 години не беше ништо средено, значи тотално како што гледате средено е. Сите нормативи што се бараја од нас ги исполнивме. Базенот беше тотално испразен, беше исчистен и исчистен беше со потребните химикали за бактериолошко загадување што претходно беше стоја на водата. Базенот се чисти 2 пати неделно, а водата при празнењето. Дел се испушта во каналот за наводнување, а дел во реката Драгор. За сообраќајот и јужниот сосед во наредната најава. На Меджетлија проблем со минувањето на границата заради штрајкот во Грција. И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: со што се борите летово? Со топлото време, со комарците и инсектите, со поскапувањата. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Незапелива Германија го порази Бразил со 7-1 во првиот полуфинален меч на светското првенство во Бело Хоризонте. Германците постигнаа 5 гола во рок од 18 минути. Во израелската офанзива против радикалните палестинци во појасот Газа, според палестинските наводи, досега загинале најмалку 30 лица, а повеќе од 130 се повредени. На граничниот премин Богородица и Меджитлија во наредните 24 часа нема да се одвија сообраќај на товарни моторни возила. Притоа на Меджитлија ќе има измени и во патничкиот и автобускиот сообраќај, односно оваа категорија возила ќе се пропуштаат повремено. Вчера во Приштина и во Тирана се одржа масовни протести каде демонстрантите протестираа против пресудата на основниот суд Скопје 1 за случајот Монструм. Лидерот на српските радикали Шешел ќе остане во затворот на Хашкиот трибунал бидејќи одбил да ги прифати условите за привремено ослободување. Русија ги обвини САД за кршење на билатералниот договори за киднапирање на русин обвинет за повеќе хакерски напади врз компјутерските системи. Стејт департментот демантира. Поради штрајкот на грчките цариници, македонските камионџии денеска останаа да чекаат и на граничниот премин Меджитлија. Камионџиите велат дека немаат друг избор. Маја Богоевска. На граничните премини до Иран, Богородица и Меджитлија поради штрајк на грчката царина сообраќајот на грчката страна на границата за тешки моторни возила е во прекин. Македонски камионџии денеска чекаа и на граничниот премин Меджитлија, велат немале друг избор. За да нема застој, повремено поминуваат камиони.
Па знаевме, меѓутоа нема шо. Тоа е тоа. Мораме да чекаме. Милост да не пушта 2 по 2 камиона. Тешко, многу тешко. Па ќе се чека, вика, до вечер, до 12. За џабе Европска унија. Вчера рекоа дека нема да идат камиони, а ева помина 2. Наши исто камиони. Патничките возила се пропуштаат нормално, нема застој и нема подолго задржување на оние кои тргнале на одмор во Грција. Нема застој толку ја баш камионот од таа страна ми беше наши луѓе што имаше за на одмор, брзо поминале, сите се фалиле за тоа. Имаше многу, јас кога сум грк, имаше многу коли на граница грцката, да. Сја не има многу, сјарно е. Супер, да, 5 минути и готово. Нема проблем. Тоа е. Одама сама вела дека сообраќајот е отворен за автобуси и патнички моторни возила на граничниот предмин Богородица и Дојран, а на Меджитлија тие се пропуштаат повремено. Според годишниот извештај за работа на битолските судови за апелација и основните оценката била дека се ефикасни. Нема заостанати спорови со растоварувањето преку измените на Законот за кривична постапка, спорите кои се доделени на извршителите, нотари и слично. Медиацијата се уште изостанува како можност за решавање на спорови. Оливера Михајловска. Отчет за сработеното денеска даде пред јавноста битолска апелација. Работеле ефикасно, но медиацијата изостанувала како можност за решавање на одредени спорови. Иако се направија некои измени во Законот за парнична постапка и се заде обврска на судовите, да ги препраќаат и во поканите да им стои на странките дека можат споро да го решат со медиација, медиацијата се уште не е заживеана. Сдруженијето за медиатори е, мислам, активно во таа смисла и ние како судови ја поддржуваме, меѓутоа таков не е менталитетот очигледно, многу малку број на предмети се решаваат со медиација. Битолска апелација според годишниот извештај за работа како и основните судови кои се под него е оценет како ефикасен без заостанати предмети од претходните години. Имено останати за решавање им биле околу 500 предмети за кои велат потребно е околу 1 месец да се решат. Да речеме во апелациониот суд Битола во моментот имаме околу 500 нерешени предмети на крајот на јуни. Тоа е по 10 предмети по судија, што стварно значи чекаат судите предмети па да ги решаваат. Другите судови, да речем основните судови исто така се намалени. Бројот на предмети, освен основниот суд во Охрид, каде има голем број на предмети се уште, меѓутоа треба да се напомене дека вината не е во судот, туку во таа што во 2012 и 2013 околу 18.000 предмети добија, надвор од бројката што ја добиваат регуларно судовите. Се работеше за спорови од мала вредност за граѓаните тужа Евана за 6 динари поврат на некои средства. Ефикасноста ја препишуваат на реформите во судството, измените на Законот за парнична постапка и други измени. На тоа што се даде поголем ангажман, судиите решаваа повеќе од нормата предвидена, имаме сите добри оценки од судскиот совет, судиите добија. На тоа што се направи одредени измени во Законот за парничната постапка, се намали приливот на предмети, така да имаме едно содејство на и зголемен ангажман на судиите и измените на законите. Ваквото растоварување може да доведе до намалување на бројот на судии. Судиите ќе бидат во еден период вишок. Значи имаме повеќе судии од предмети ќе имаме, бидејќи тоа реформите го овозможија. Се сеќавате како беше извршните предмети отидоа кај извршителите, платните налози кај нотарите, значи оној баланс на предмети што го имавме, а не беа спорни, му тежеа на судот и имавме проблем. Сега тој проблем го немаме, меѓутоа сметам дека како ќе се пензионираме ние по старите суди, така нема да се избираат суди, ќе биде работата како што треба. Денеска ја промовира и монографијата Судството во Битола, почнувајќи од примитивно судство во Македонија па до денешни времиња. Стотици демонстранти денеска се собра во Куманово пред зградата на поранешен СИК, каде што се наоѓаат гимназиските паралелки на албански наставен јазик, за да протестираат против пресудата во случајот Монструм, со транспаренти на кои пишуваше стоп за судски монтирани процеси и со барање да биде ослободен еден од осудените, Реджаил Карими.
Револтот го упатија главно кон судската власт. На демонстрантите им се обрати Ким Мехмети и ги повика да не фрлаат камења на полицијата, протестите да бидат мирни, бидејќи се свесни дека не може да влијаат на судските одлуки, само сакаат да покажат дека не се задоволни од вакви пресуди. Во Приштина запалено македонското знаме, навреди и пцовки за македонскиот народ. Со навреди и пцовки упатени за македонскиот народ, синоќа околу 18 часот се протестираше во Приштина и Скадар, каде што врв на протестот беше палењето на македонското знаме. Демонстрантите во оглавно набивачи на клубот Приштина, кои се солидаризираат со демонстрантите во Македонија, најпрво својот револт сакале да го искажат пред амбасадата на Република Македонија, но полицијата не им дозволила да протестираат пред амбасадата и барикадите ги поставила 10 метри подолу, со што бил спречен поголем инцидент. Скопје на албанците, али предавник Скопје, Приштина не те остава само, се само дел од пораките кои ги извикуваат демонстрантите. Со посредство на социјалните мрежи, албанците од Косово се повикани в петок на 11 јули да се приклучат на масовните протести. Лидерот на ДПА Пахмендук Тачи смета дека судењето за случајот Монструм е некредибилно и побара целиот процес да се врати од почеток, а јавноста да има целосен пристап до деталите. Ова го соопшти Тачи по одделните средби со амбасадорите на Соединетите Американски држави, на Европската унија во Скопје, Пол Ворес и Аиво Орав. Според лидерот на ДПА, државата треба да даде транспарентност и факти, па дури и судската одлука која до ден денес не е јасна и не содржи факти, треба да се објави. Тачи смета дека протестите од последните денови се очекувани и легитимни, но побара од демонстрантите да се воздржат од насилство. Дуе е виновна за случувањето околу протестите, таа партија не ги исполнува ветувањата. Ова е дел од големото незадоволство против Али Ахмети и политиките на Дуи. ДПА воопшто не е дел од протестите. Судската одлука за случајот Монструм треба да ни биде доставена да видиме дали навистина постојат или не аргументи за такви казнувања. Овој процес ќе биде кредибилен според нашето мислење ако повторно се вратиме на нулта позиција. Токму ваквиот процес ја прелеа чашата на проблемите и дискриминацијата врз албанците со години наназад, смета Тачи. Вечерва во културниот центар Магаза со почеток од 21 во рамките на Битфест ќе биде промовиран документарниот филм Приказните од широк сокак, посветени на уникатниот битолски амбиент и историските приказни кои се карактеристични само за Битола и за ниту еден друг град во светот. Низ исказите на историчари, археолози, етнолози и публицисти, представени се културно-историските карактеристики по кои Битола е единствена. Филмот Приказните од широк сокак, чиј автор е Анита Шијакова, потенцира што е она што Битола ја прави уникатна. Открива како само Битола во својата историја собрала толку голем број конзули и консулати, иако не е главен град. Само во Битола имало толку голем број цркви, по кои според преданијата градот го добил името, а подоцна прераснал во космополитско средиште отворено за сите. Филмот прикажува и уникатни настани. Така прикажано е дека во Битола пред 90 години бил игран шах со живи фигури, односно живи луѓе, што е регистрирано со фотообјективот на браќата Манаки. Пренесени се најновите историски истражувања кои покажуваат дека Битола била фотографски град уште пред браќата Манаки, односно уште во 1868 година во Битола имало фотоателје. Филмот открива колку е старо името Битола и кои се првите двајца почесни граѓани на Битола. Представена е и теоријата дека средновековна Битола се наоѓала во сегашниот центар на градот. Направен е осврт како преку присуството на различни религии Битола добила слика на вистински космополитски град каква што и денеска. Филмот ја пренесува и приказната за балканските Ромео и Јулија, Елени Каринте и Мустафа Кемал Ататурк, тој муслиман, таа христијанка и нивната голема љубов, предвреме осудена на пропаст поради религиските и општествените стеги. При тоа направена и реконструкција на стилот на Елени, која колку што била убава, толку била и дотерана по највисока европска мода. Преку сите овие историски приказни прикажана е Битола како град со силна традиција и култура кои во вистинска смисла на спорот ја прават европски град. Филмот е поддржан од општина Битола и градоначалникот доктор Владимир Талески во рамките на битолското културно лето Битфест. Хитот на летото на клуб Матица, последната пролет во Париз, го започнува својот пат низ Македонија во Битола. Заедно со уште 1000 нови љубовни наслови, градот Битола ќе го доживее првиот лет најт книжевен шопинг, инспириран од легендата за љубовната приказна меѓу Ататурк и Елени. Истиот ќе се одржи на широк сокак под балконот на Елени. Утре 10 јули точно, од 18 до 24 на широк сокак. Ова е една идеја што се роди по повод 15 години со книга на плажа
го крстивме ноќна книжевна или ноќен книжевен перформанс или Summer Late Night. Го почнавме во Скопје минатата недела и решивме да направиме еден караван из Македонија. Утре, четврток 10 јули, од 18 часот сме во Битола, како прв град од држава кој што ќе го посетиме. Генерално одиме со една идеја легенди и преданија барема во градовите низ Македонија и тоа ќе го финишираме со една книга на македонски и англиски, убавините на Македонија низ преданија и легенди. Легендата што ја споивме со Битола е балконот на Елени Каринте и она неостварена љубов со Мустафа Кемал Ататурк. Инаку утре читателите во Битола ќе имаат можност да одберат нешто повеќе од она што го има како понуда во Битола. Како што кажав, од 18 часа до 24 ќе бидеме на широк сокак. Ќе има негде околу 1000 нови наслови, нови љубовни приказни, книги за сечи вкус и книги за сечи џеб. Во основа сакаме книгата да биде наше секојдневие. Колку повеќе го форсираме тој и го трасираме тој пат, толку повеќе читатели има и ќе има. Факт е дека од година во година и од лето во лето има се повеќе читатели, меѓутоа знаеме дека уште има просто. Во Скопје помина одлично. Јас се надевам и убеден сум дека и во Битола ќе поминем одлично, бидејќи во клубот Матица негде околу 750 членови се жители на Битола. Се надевам дека утре ќе запознаеме и нови членови. Еве што донесува светот на Актуел. Блискиот исток во нова војна. И за други вести од светот по кусата пауза, останете со нас. Промоција на едицијата Театарот во Македонија од Ристо Стефановски. Концерт на Горјана Стојановска во рамките на Битфест. Промоција на книгата Сопроштение. Концерт во црвено на Пламенка Трајковска секстет. Изложба на олдтаймери во нашиот град. Најмалку 35 жртви во офанзивата на Израел врз појасот Газа. Израелската операција Работ на одбраната трае веќе 2 дена по воздушните напади врз Газа, во кои загина најмалку 25 палестинци, а чија цел е да му се стави крај на ракетирањето на југот на Израел од палестинската територија што ја контролира Хамас. И додека Хамас продолжува да истрелува ракети, Израел се подготвува за копнена офанзива, повикувајќи 40.000 армиски резервисти. Не е објавено колку ќе трае офанзивата, но се навестува дека може да биде долга, односно дека ќе продолжи се додека не му се нанесе силен удар на Хамас, кој во последните недели го засили ракетирањето на Израел. Палестинските власти соопштија дека во израелските воздушни напади загинали најмалку 35 лица во последните 24 часа. Израел започна офанзива врз појасот Газа како одговор на ракетниот напад од палестинските милитанти. Израелските власти соопштија дека војните авиони спровеле напади врз 430 цели откако започна офанзивата. Украинската војска намерно ги уништува инфраструктурните објекти во градовите на самопрогласената Народна република Донецк, оставајќи ги жителите без основни средства за живот, изјави така наречениот министер за одбрана на републиката Игор Стрелков. Тој во интервју за првиот републички телевизиски канал истакнал дека е уверен оти украинската војска намерно ја избрала оваа стратегија, исто како што претходно тоа го правила и со Славјански Краматорск, каде што биле гаѓани стамбени населби, фабрики и индустријски предпријатија. Тие сакаат да уништат што е можно повеќе инфраструктурата, да ги остават луѓето без работа, без места за живење и други лични работи. Нивната задача е да ги примораат луѓето да бегаат, оставајќи ги без средства за живот, дури откако војната акција ќе заврши, нагласи Стрелков. Верувам дека сегашните високи украински државни војни лидери
Нема многу да размислуваат, истото го направат и со Донец, уверува Стрелков. Истакнал дека Донец презема итни мерки и подготовки за борба и ја истакнал потребата од мобилизација и вооружување на луѓе. Ние не можеме да се бориме со половина сила, не можеме да се надеваме дека некој кој е бројно со многу помали сили и мали средства може да успее да одбрани Републиката, потенцирал тој. Во Индонезија Видодо прогласи победа, Субијанто вели почекајте. 2 часа по затворањето на гласачките места во Индонезија, кандидатот за претседател од Демократската партија на борбата Јоко Видодо прогласи победа. Вториот кандидат од коалицијата Геринда Прабоко Субијанто изјави дека Видодо избрзал и дека треба да се почека до 22 јули, кога ќе бидат соопштени официјалните резултати. На претседателските избори во Индонезија, четврти поред по соборувањето на диктаторот Сухарто, право на глас имаат 190,2 милиони гласачи. Според првите неофицијални резултати, излезноста била рекордна со над 85% од запишаните. Сега за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Денешниот актуел завршува, се гледаме утре повторно во 5 до 5.